за Универзитетот Отворено. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот Отворено. Веќе добро знаете доколку сте слушале дека во овој период од годината во оваа емисија ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во оваа кампања за запишување студенти во новата академска 2023-2024 година. Денеска наред Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, а заедно со нас е деканот на факултетот професор доктор Благој Ристевски. Ве поздравувам, добре дојдовте во студиото на Укло ФМ Битола. Добре ве најдов. Ми е драго што ќе можам да го представам Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола и студентските програми на кои што студентите во наредната академска 2023-2024 година ќе може да студираат доколку го изберат Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Веднаш на самиот почеток да кажеме дека вие сте и нов декан на факултетот, значи со почетокот на новата академска година некаде започна и вашата функција како декан, па еве честитки за изборот. И што значи и колку е напорно да се биде прв човек на една ваква единица, би рекли? Како што кажавте, јас сум декан на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од крајот на декември, значи некаде околу 5,5 месеци. Секако дека е задоволство да се работи со професори, врвни стручњаци и со студенти од прв, втори, трет циклус да се менаџира ваква институција. Исто така да се подготвуваат и студиски програми кои што треба да се акредитираат и реакредитираат, следејќи ги последните актуелни трендови во врвните светски универзитети. Предизвик во секој случај, се надевам дека успевате да излезете накрај со се она што излегува тековно во работата на факултетот. Да, секако. Мора да се излезе во пресред. Предизвиците се секојдневни, се решаваат сите предизвици на задоволство на сите вработени, на студентите. Тука секако е и работата на продеканите, на раководителите на внатрешно организационите единици што се на факултетот, така со заеднички напори и со задоволство ги решаваме предизвиците кои што ги носи времето. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, знаеме да кажеме дека е нова единица на универзитетот, меѓутоа ако се знае начинот на кој што е формиран и не е така нов. Да, во право сте. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, иако е основан со закон за основање на ФИКТ, кратенката на факултетот е ФИКТ, како единица во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, со закон донесен во 2013 година, а почна со работа на 15 септември 2014 година, тој всушност е правен наследник на Факултетот за администрација и менеджмент информацијски системи во Битола, кој со спојување на одсекот за информатика и компјутерска техника на Техничкиот факултет во Битола продолжи со работа во септември 2014 година. При тоа, имајќи предвид дека и интердисциплинарните студии и студиите на техничка информатика, кои што беа акредитирани дотогаш на Техничкиот факултет во Битола, започнаа во академската 2002-2003 година. Ова всушност, актуелната академска година, всушност е 21 година, како на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се студира информатика и компјутерска техника и информатика. Така што наредната година, академска година 2023-2024 година, веќе ќе биде 22 генерација на студенти кои што ќе студираат информатика и компјутерска техника и информатика на Битолскиот универзитет. Работите во најновите простории на универзитетот, факултетот има нови простори, а предходно бевте соседи со Факултетот за биотехнички науки, сега веќе во ваши собствени простори со одлични услови за работа како за студентите, така и за професорите. Така, до 2019 година
бевме сместени во просториите заедно со биотехнички факултет, а од 2019 година веќе сме во новата зграда на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, во која што има современо опремени амфитеатри, предавални и лаборатории кои што и сега сме актуелно во подготовка на опремување со најсовремена компјутерска технологија. Третиот спрат на факултетот е доста интересен не само за студентите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, туку и за сите останати кои што секогаш барат простор поголем, се разбира, добро опремен, каде што ќе можат да одржат своји конференции, симпозиуми, семинари и слично. Така. А третиот спрат на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии можеби е единствен од таков тип во градот и пошироко, кој што нуди такви можности за организирање на тркалезни маси, на работилници, на симпозиуми, на конференции, така што ги користиме тие простори и од наредната академска 2023-2024 година ќе осмислиме и дополнително содржини каде што и студентите ќе може поактивно да учествуваат опремување на лаборатории, но сепак имаме единствени простори од таков тип, на ниеден факултет во Битола ги нема тие простори, така што и понатаму значи продолжуваме со организирање на активности. Ако добро се сеќавам, тој простор требаше да се користи и како хаб центар. Така. Нели, каде што млади компании ќе можат тука да добијат простор, каде ќе ги развиваат своите планови и програми за работа. Да. Третиот спрат од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола беше предвиден и е предвиден да биде стартап центар, односно битхаб центар, каде што млади студенти, но и млади лица ќе може да ги развиваат нивните бизнис идеи и да основаат компании. Нешто што предпоставуваме во план да се разработи? Да, тоа е во план и во наредната 2023-2024 година подетелно ќе работиме на реализирање на тој план да стане третиот спрат, односно преградените простори да станат и тоа како на некој начин лабораторија за развој на бизнис, односно стартап лабораторија. Овој факултет е нешто што можеби недостасуваше на универзитетот, имајќи предвид колку информатиката е актуелна и барана професија, да речеме, во овие последни неколку години. Да, значи ако не беше Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, а претходно ако не беа студиите по информатика и на Технички факултет и на Факултетот за администрација и менеджмент информацијски системи, сигурно дека голем дел од младите од овој регион, не само од Битола и од поширокиот регион, ќе студираа на други универзитети во земјата или во странство и трајно голема веројатност дека поголем дел од нив трајно ќе се иселија, така што Факултетот за информатички и комуникацијски технологии придонесе за развој на IT секторот во Битола, но и во околните градови, како што се Прилеп, Охрид, благодарение на кадрите кои што излегуваат од нашиот факултет. Како место каде што нели се слива цел овој регион, студенти има не само од Битола, туку од регионот, но и пошироко, предпоставувам. Така е. Значи, на нашиот факултет студираат студенти не само од Битола, од општините, од Битола, Прилеп, Ресен, Охрид, Струга. Имаме студенти кои што се од Велес, од Неготино, од Кавадарци, од Кичево. Исто така имаме студенти на втори, на трети циклус кои што доаѓаат и од Скопје, доаѓаат и од други држави. Имаме студенти кои што доаѓаат во рамките на размена на Erasmus Plus или Cipus програма или па некои други програми кои што ги нудат нивните земји, кои што доаѓаат од Полска, од Германија, имаме најава за доаѓање на докторант од Алжир. Така што станува збор за исто така имавме студенти од Сирија, од Турција, така што станува збор за факултет кој што е етаблиран и на интернационално ниво. Сето тоа благодарение на професорскиот кадар, на квалитетниот професорски кадар пред се. Така, секако. Кога сме веќе кај професорскиот кадар, само да напоменам дека во однос на внатрешната
организација на факултетот. На факултетот за информатички и комуникацијски технологии постојат 4 внатрешни организациони единици, и тоа катедра за софтверско инженерство и информацијски системи, катедра за пресметковно инженерство и мрежи, катедра за интелигентни системи, моделирање и симулации и центар за предприемништво и бизнис. Што тоа значи за студентите, вака преведено на нивни јазик? Тоа значи дека студентите врз основа на нивните афинитети, желби, кои што ќе ги имаат, избират изборни предмети од професори кои што се застапени од овие 4 внатрешни организациони единици, избират теми за дипломски работи, а секако и понатаму и на втор цикл студии имаме повеќе профили, односно модули на студиските програми, така што студентите значи ги следат нивните желби, на што сакаат да студират, на што сакаат да специализираат. Сега за студиските програми кои што еве пате малку ги начнавме, ќе проговориме по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. И еве неповторно во студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ве подсетувам дека денеска заедно со нас е професор доктор Благој Ристевски, декан на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Го представуваме факултетот. Во првиот дел дека не малку повеќе проговоривме за историјата и организацијата на факултетот, а сега она што можеби најповеќе ги интересира младите,
предпоставувам и желба ни е тоа да бидат наши идни студенти на УКЛА. Значи, што Факултетот за информатички и комуникацијски технологии нуди како студии на прв циклус студии? Во однос на студиските програми на кои што студираат студенти, на кои што може да студираат идните студенти, сегашни матуранти, да напоменам дека на сите три циклуси, на прв, втори и трети циклус, тие се современи и атрактивни, концепирани по актуелните светски студиски програми на реномирани светски универзитети. Во однос на студиите на прв циклус студии на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се акредитирани две студиски програми, и тоа студиска програма по информатички науки и комуникацијско инженерство. Ова студиска програма е 4-годишна студиска програма и 3-годишна студиска програма информатика и компјутерска техника. Нешто повеќе за студиските програми? Во однос на студиските програми на прв циклус студии, тие се концепирани така што има задолжителни и изборни предмети. Студентите избират предмети од понудената листа на изборни предмети, и да кажам дека предметните програми по предметите кои што се задолжителни и изборни припаѓаат на актуелните информатички и комуникацијски технологии. По-конкретно, значи, станува збор за група на предмети кои што се од софтверско инженерство, бази на податоци, информацијски системи, компјутерски мрежи, компјутерска графика, пресметковно инженерство, виртуално инженерство, наука за податоци, податочно рударење, системски софтвер, вештачка интелигенција. Исто така тука има и предмети со кои што студентите се стекнуваат и со soft skills, со меки вештини, како што се деловни професионална комуникација, работа во тимови, понатаму менеджмент на софтверски проекти, и бизнис, и комерц и така натаму. Предпоставувам доста привлечни за младите, со оглед на тоа, како што рековме, колку е актуелна оваа гранка во светот. Знаењата што тука ги добиваат, рековте, се мерат и со знаењата на светски познатите универзитети. Да, секако, за тоа говорат и нашите излезни и влезни мобилности. Пред малку напомена дека имаме студенти кои што доаѓаат од реномирани светски универзитети на пократок престој, но исто така имаме и наши студенти кои што остваруваат мобилност со партнерски факултети и универзитети од повеќе европски земји. Тука би ги напоменал соработката што има Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола во рамките на Еразмус плюс програмата, како и на Ципус програмата, со универзитетите во Софија, понатаму Бамберг, Росток од Германија, Љубљана од Словенија, Будимпешта, понатаму Линц од Австрија, Белград, Лаквила од Италија, Риека, Сплит, со Техничкиот универзитет од Кошице, од Лојд, од Париз и многу други реномирани универзитети. Рековте на почеток студиски програми 4-годишни и 3-годишни. Да. Ајде да им пообјасниме малку повеќе што тоа значи за младите кои што можеби се уште не се упатени во сите овие универзитетски или академски работи. Така. И двете студиски програми се академски универзитетски студиски програми. Мора матурантите да бидат внимателни при изборот дали ќе студираат на стручни студии или на академски универзитетски студии. Студиските програми на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се академски и универзитетски. Со завршување на 4-годишната студиска програма, студентите се стекнуваат со назив, со стручен назив, дипломиран инженер по информатички науки и комуникацијско инженерство и со 240 европски кредити. А додека со завршување на 3-годишните академски студии се стекнуваат со назив дипломиран информатичар и со 180 кредити. Нашите студиски програми се меѓународно признати и студентите можат дури и да продолжат на втор циклус во другите европски универзитети, како и на универзитети што се пошироко надвор од Европа.
Меѓутоа, секако сакаме да завршат тука и тој втори трет циклус на студии. Сега оние што ќе одберат студиската програма што е 4 годишна, тоа значи дека ќе имат 1 година плюс за магистерски студии, а 3 годишните се значат дека ќе имат плюс 2 за магистерски студии. Ова се оние така наречени 4 плюс 1 и 3 плюс 2 програми. Да, точно како што кажавте, значи за тие што ќе завршат 4-годишни академски студии, следува едногодишна студиска програма, а за тие што ќе завршат 3-годишни студиски програми, затоа што станува збор за академски студии, може да продолжат со 2-годишна студиска програма на втор циклус студии. Кога сме кај вториот циклус на студии, би сакал да напоменам дека на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола тековно се акредитирани 6 академски универзитетски студиски програми на втор циклус студии, и тоа има 5 едногодишни студиски програми, и тоа информатички науки и комуникацијско инженерство. Како што и претходно напоменав, тие се модулирани, профилирани по модули, и тоа модул пресметковно инженерство, понатаму информатички науки и комуникацијско инженерство, модул софтверско инженерство и апликации. Третата студиска програма е информатички науки и комуникацијско инженерство, модул иновативни комуникацијски технологии. Понатаму информатички науки и комуникацијско инженерство, модул информацијски системи и управување со знаење, и петата студиска програма, едногодишна студиска програма, е информатички науки и комуникацијско инженерство, модулот е интелигентни инженерски системи. Со завршување на овие едногодишни студиски програми се стекнуваат магистрираните студенти со научен назив магистар на науки по информатички науки и комуникацијско инженерство, и со соодветно наведување на потесно избраниот модул. Исто така, како што и вие кажавте, за тие што ќе завршат 3-годишни студии на прв циклус, имаме 2-годишна студиска програма, тоа е информатика и компјутерска техника, со која што студентите по магистрирањето се стекнуваат со назив магистар по информатика и компјутерска техника. Сега ги кажавме првиот и вториот циклус студии, но секако има и трет циклус што го нуди Факултетот за информатички и комуникацијски технологии за сите оние кои што сакат можеби малку повеќе да се втурнат во науката информатичка. Така, за оние студенти кои што имаат завршено магистерски студии, не мора само на нашиот факултет, значи може да имаат завршено магистерски студии и на други универзитети во Македонија или во странство, кои што се ако имаат завршено во странство, потребно е да се изврши нострификација на нивната диплома, можат да ги продолжат студиите на студиската програма на трет циклус студии, која што е 3-годишна и во која што се вика информатички науки и компјутерско инженерство. По завршување на оваа студиска програма, студентите, односно докторите на науки, стекнуваат научен назив доктор на науки по информатички науки и компјутерско инженерство, и се стекнуваат со 180 европски кредити. Сега кога сум зборувала со други луѓе, нели, кои што се запознаени со проблематиката, велат дека можеби студентите и не се многу заинтересирани за втори трет циклус студии, затоа што уште по завршувањето на првиот циклус, па уште и во текот на студирањето на тие додипломски студии успева да најдат добро платена работа, што секако, нели, и многу им значи. И задоволни се со она што го научиле тука и ги користат можностите што понатаму им се нудат во компаниите каде што ќе се вработат. Така, како што кажавте, значи студентите кои што студират на нашиот факултет многу лесно наоѓаат работа уште при крајот на првиот циклус студии, некаде во трета и четврта година, а секако и студентите кои што се на постдипломска, односно на втор циклус студии, на трет циклус се веќе и вработени. Тука сме ние, професорите од факултетот, да ги мотивираме, да ги поттикнеме, да им дадеме насоки да ги завршат студиите, да се стекнат со поквалитетно знаење, она кое што го бара следејќи ги последните светски трендови во науката, но и она што го бараат компаниите. Декан Ристевски рековте дека токму овој факултет е виновникот за отворањето на се поголемиот број IT компании во регионот, во Битола. Постојано има такви кои што се јавуваат кај вас, што бараат квалитетен кадар
и задоволни се од она што го добиваат. Може би конкретни добуки за секоја област што тие ја покриваат, меѓутоа основата добра тука веќе е стекната. Да, секако, значи за тоа сведочи и соработката што факултетот ја има со IT компаниите. Имаме соработка со над 20 IT компании кои што имаат своји канцеларии или седишта во Битола, но секако тука се и компании кои што имаат седиште во Скопје, во Прилеп и во други градови и кои што имаат централи и во некои европски развиени земји. Со компаниите тука имаме соработка, плодна соработка. Имаме остварено веќе од основањето на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, работиме проект на менторски групи во кои што студентите практично се обучуваат со двојно менторство и тоа ментор и од компанијата и од компаниите и од факултетот, па така студентите по завршување на академската година, обично тоа е мај или јуни, ги презентираат проектите кои што ги сработиле во рамките на менторските групи. Колку стопанствениците од овие области пак се заинтересирани да доделуваат стипендии за најдобрите и на тој начин би ги привлекле кај нив? Така, компаниите, значи од IT секторот, но и од другите сектори во кои што и тоа како им треба IT професионалци се заинтересирани да ги стипендираат нашите студенти или пак да им понудат платена практична обука. За тоа зборува годинашните активности што беа организирани неодамна на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, како што беше хакатонот Здрава средина, во која што како коорганизатори на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се појавија и компании кои што ги наградија нашите студенти врз основа на рангирањето на проектите кои што ги презентира, а секако беше и присуството на голем број на компании, на матуранти, на студенти кои што студираат на нашиот факултет, кои што учествуваа на сајмот за кариера, за вработливост на студенти, Career Expo 2023, кој што беше за прв пат организиран на нашиот факултет. За нив ќе проговориме во третиот дел од разговорот. Сега ќе направиме уште една музичка пауза. Почитувани, бидете заедно со нас на 90,8 МГц. И ништо во мене не
Декан Ристевски, сега во завршниот дел од разговорот во емисијата за Универзитетот отворено, или зборуваме за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, јас би сакала малку повеќе да поразговараме за она што значи меѓународна соработка на факултетот. Практично вие начнавте дел од она што значи меѓународна соработка, кажавте со кои се универзитети имате веќе подпишани договори. Меѓутоа, меѓународната соработка значи учество на заеднички проекти кои на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии веќе се реализираат. Не е прв пат да се реализираат проекти, но добро е да се држи кондиција и постојано да ги има. Така е, значи Факултетот за информатички и комуникацијски технологии покрај тоа што има богата високообразовна наставна дејност, исто така реализира богата научно-истражувачка и апликативна дејност. А во последните години ФИКТ Битола има реализирано повеќе научно-истражувачки проекти со реномирани светски универзитети. Би ги издвоил трите научно-истражувачки проекти престои со финансирани од Германската служба за академска размена ДААД со универзитетите во Германија и тоа со Универзитетот во Билефелд, Росток и Техничкиот универзитет во Дрезден. Понатаму реализирани се два македонско-кинески научно-истражувачки билатерални проекти со Универзитетот во Джејинг, Народна република Кина, а исто така, како што напоменав, имаме и богата апликативна дејност. Имено нашите наставници се вклучени во 3 ИПА прекогранични апликативни проекти со Грција, кои што се реализирани или во тек е нивната реализација, како и еден K2 Erasmus Plus проект во кој што се вклучени и партнери од Финска, Италија и Србија. Добро е кога се знае или кога има можност во ваквите проекти да бидат вклучувани и студенти, за да можат и тие да видат како се работи на проекти и понатаму тоа знаење што таму ќе го добијат, нели, да можат да го практикуваат при изработка можеби на нивни проекти со кои што некаде би можеле да аплицираат. Така, секако, во овие проекти, во апликативните проекти беа вклучени и се вклучени студенти, тековни студенти, а додека во билатералните научно-истражувачки проекти беа вклучени студенти не само од македонска страна, туку беа вклучени студенти од Народна република Кина, па така се реализира посета и на професор и со група студенти од Кина на нашиот факултет, а исто така и од кај нас професори беа на посета на високо рангираниот универзитет во Джејинг во Народна република Кина. Тоа значеше поттик за нашите студенти кои што, поготово за студенти кои што се на втори на трети цикл студии, да може да се запознаат и со врвна научно-истражувачка дејност која што работат нивните колеги во развиените и реномирани универзитети какви што се тие во Германија, во Кина. А што се однесува до учеството на конференции или организирање на вакви научни собири? На факултетот веќе повеќе години е коорганизатор на меѓународна конференција за применените интернет технологии АИТ, заедно со Техничкиот факултет Михајло Пупин од Зрењанин. Тоа е факултет во рамките на Универзитетот во Нови Сад, Република Србија. Па така годинава ФИКТ е организатор и коорганизатор на ова меѓународна научна конференција за применените интернет технологии АИТ 2023 година, која што годинава ќе се одржи на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во октомври.
Имате време доволно за подготовка, да ги пречекате гостите и се да организирате онака како што треба. Така, подготовките се веќе почнати. Наставниците веќе работат на нивните трудови, кои што се во фаза веќе на пристигнување и за кратко време ќе почне и рецензирање на трудовите. А исто така ова е во однос на организирањето на конференциите. Само да напоменам дека професорите од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се членови во организацијски, во програмски одбори на реномирани висококотирачки конференции, исто така се рецензенти на трудови кои што се објавуваат во списание со фактор на влијание, а исто така имаме и професори кои што се веќе и автори на трудови објавени во списание со импакт фактори. И сега, факултетите постојат за студентите и за нив треба се да се направи, значи подобрување на наставниот кадар, усовршување нивно, и самиот рековте, опремување на лаборатории, добри простори за работа, но има тука и други работи што ги сакаат студентите, некои вошколски активности или активности кои што се повторно на некој начин врзани со она што го студираат, што го учат, па еве веќе кажавме дека оваа година за прв пат организиравте и хакатон. Претходните години ги имале како хакатони, значи настани на кои што се подготвуваат разни програми за одредени теми. Годинава кажавте, тоа беше за здрава околина. Сакам да речам дека како домаќини сте биле тука за да се направи цел тој настан да се организира, а сега веќе и самите како организатори на хакатон надпревар на кои учесници беа студенти од ФИКТ, но имаше тука и студенти кои што беа дојдени од други факултети, работеа во тимови. Да, како што кажавте, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии ова година беше главен организатор и во нашите простори прв пат се организира во наша организација хакатон, наречен Здрава средина, а исто така и претходно факултетот бил коорганизатор на хакатони, кои што се организирали или во Скопје или во Битола, па и на други локации. Наши професори учествувале како експерти кои што ги оценувале изработените проекти на хакатонот. Целта на хакатонот беше студенти организирани, не само студенти, и средношколци, значи да работат во тимови од по неколку члена и за 2 дена да се работат проект кој што беше презентиран пред комисија. Комисијата беше составена од професори од факултетот и представници на компаниите, кои што, како што кажав и претходно, ги наградија студентите, доделија прва, втора, трета награда, а секако имаше награда и за најиновативно решение од страна на компаниите. Тоа е надпревар за програмирање практично. Кога се започна со употребата на термини од типот хакатон, можеби на сите ни беше малку чудно што е ова, што значи и како ќе се одвива. И кога уште видовме дека треба за многу кратко време да се подготви нешто такво, за многумина кои не сме упатени, да речем, во оваа проблематика, тоа ни изгледаше страшно, научна фантастика, како може за 2 дена да се направи програм компјутерски и да биде ефикасен, нели? Но еве младите тоа го работат, тоа го знаат и резултатите се тука. Така, точно така, нашите студенти тоа го покажа на годинашниот хакатон. За 2 дена успеа благодарение на работата во тимови да си поделат работата и да направат готови апликации, било тоа дали се мобилни апликации, веб апликации или пак игри кои што беа посветени на темата здрава средина. Истиот ден кога започна хакатонот, практично се одржуваше и тој саем за кариера, саем за вработливост и како што и самиот тогаш кажавте, на ваше големо изненадување, посетеноста беше навистина огромна. Не само од компании кои што има своји штандови, туку за изненадување можеби голем број на студенти и средношколци кои дојдоа да видат што компаниите може да понудат, а што и студентите можат како свое знаење да им го прикажат на компаниите и понатаму нели да започне онај процес, еве би го рекла, на нивно идно вработување. Па годинашниот саем на кариера за вработливост на студентите, Кариера Експо 2023 година, беше уникатна можност, каде што
од една страна академијата, односно нашиот факултет, од друга страна IT секторот и другите компании и од трета страна студентите кои што ни се во центарот на вниманието, се возможи вбрежување на сите на овие три столба, каде што студентите стапија во контакт со компаниите со факултетот. Кога сме за контактите со компаниите, да напоменам дека баш тогаш се подпишаа неколку договори и меморандуми за соработка со IT компании. Имав прилика тогаш да разговарам и со представници од компании, но исто така и со студенти. И сега во оваа прилика студентите што ми кажа, велат, не ни знаевме дека некои компании ги има тука, во нашиот регион и како одлична можност да стапат во контакт со нив и понатаму, кој знае што може да донесе времето. Може би место добро платено, работно секако, каде што ќе можат да се покажат и да ја градат својата кариера понатаму. Токму така, со овој саем на кариера се возможи да и компаниите кои што и немаат своји седишта или канцелари во Битола, да дојдат во Битола, да видат дека има студенти кои што имаат соодветни IT вештини, но и soft skills, меки вештини, и дека треба да отворат канцеларија и во Битола. И има веќе најави за отворање на други IT компании кои што ќе отворат своји канцеларии во Битола, а секако, значи, досега имало наши студенти кои што работат од дома за некои компании кои што се лоцирани во други градови во државата, па и во странство. Тоа е една од можностите и убавите работи што ги нуди оваа професија, велат да си бидеш дома, а да работиш во странство. Така. Тоа е една од причините зашто студентите треба многу односно средношколците, матурантите, треба многу да внимаваат при изборот на идната професија и изборот на факултетот на кој што ќе студираат. Сега сосема за крај, која ќе биде вашата порака до нив? До оние кои што треба сега да изберат? Така, ги повикува матурантите да го посетат нашиот факултет, да ја посетат веб страницата на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, како и профилите што се на социјалните медиуми, да размислат, да го направат нивниот најправилен избор, тоа е да студираат информатика и компјутерска техника, да студираат на нашите студиски програми информатички науки и комуникацијско инженерство или пак на информатика и компјутерска техника, затоа што IT секторот во државата и во светот е најбрзо растечка индустријска гранка. Статистиката зборува за висината на платите, дека највисоки платите во државата се токму IT секторот. Според предлог конкурсот на факултетот ќе има слободни места за 275 идни студенти и тоа 240 слободни места на 4-годишната студиска програма и 35 слободни места на 3-годишната студиска програма информатика и компјутерска техника. Нека размислат, нека го донесат вистинскиот избор и, како што кажавте, нека дојдат во просториите на факултетот да ги разгледат можностите што тука им се нудат или едноставно на веб страната тие добро тука ќе се снајдат. Да, секако, ги очекуваме. Декане Ристевски, ви благодарам што бевте гостин во програмата на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола. Ви посакам добро здравје и секако успешна нова академска година, а пред тоа и успешни уписи. А ви благодарам и вам за можноста што се овозможи представување на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и на студиските програми пред радиослушателите на вашето радио. Сеќавам на секој тажен миг, се сеќавам на се што кажа ти. Знаеш дека не заборавив, не заборавив. Времето да знаеш лечи се, тоа ни брише солзите, но раните на срце се магнем. Sada shvatam da li vredi da brojim
за добро не размисливме. Ти не сакам да кажеш можевме повеќе. Времето да знаеш речи се, тоа ни брише солзите. Но раните на срце се пахнем. Ми треба малку време без тебе, за да сватам дали вреди да пројдам преку се. Ми треба малку време без тебе, за да пројдам преку се што сгрешивме. Ми треба малку време. Mi treba malku vreme. Mi treba malku vreme. Mi treba malku И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло FM Битола, јуни 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.